Повторно заедно со нас се момците од Битола, односно група Милениум. Тие сами си кажа, сега сме позгодни од минатиот пат. Добро дојдовте уште еднаш во Фолкастрада, момци. Нашата гостинка е дама од Битола, која што замина во Охрид да живее со својата љубов, а тоа е мојата драга пријателка Татјана Стефановска. Повели. Добро дојде по не знам кој пат. Веднаш ние започнуваме со песна, а потоа се дружиме. Повели. Velite manastir
će to, mamo, terzi će to. Od glava, od srce, potanka polovina, za komšiće to. Potanka polovina, za komšiće to. Tesno mi go skroji, ele će to, mamo, džamadan će to. Ele će to, mamo, džamadan će to. Od glava, od srce, potanka polovina, za komšiće to. Za komšiće to. Tesno mi go skroji, mamo, porno mi stoji. Ele će to, mamo, džamadan će to. Ele će to, mamo, džamadan će to. Od glava, od srce, potanka polovina, za komšiće to. Potanka polovina, za komšiće to. Daj me mori, mila mamo, daj me mila mamo, za komšiće to, mamo, za terziće to. Za komšiće to, mamo, za terziće to. Od glava, od srce, potanka polovina, za komšiće to. Potanka polovina, za komšiće to. Ne mi go laži, Đorđi, mare to džanam, mare to mi je, Đorđi, malečko. Na 7-18 godini. Ne ti go lažam, babo, mare to džanam, to a se samo laže po mene. To a se samo laže po mene. To a se samo laže po mene, babo, po moj taramna snaga visoka. Po moj taramna snaga visoka. Po moj taramna snaga visoka, babo, po moj tarusa kosa kadrava. Po moj te crni oči ubavi.
Дијана Стефановска, по кој пат ни доаѓаш во Фолка Страда? Веќе не знам, Криси, не ги бројам гостувањата, но посекако ми се мене драги. И мене ми е многу драго, бидејќи стекнав ново пријателство и веќе јас те гледам како моја пријателка и многу ми е лесно да зборувам со тебе. Нели по контактирањето веќе се познава дека добро се познаваме. Барем кога во работа во прашање, разговорот тече лесно секогаш, а можеби затоа што јас сум малце зборливка, малку повеќе така. И за тоа сигурно ми е лесно. Да. Кажи ми како го помина летниот период? Јас гледав слики на Facebook, згодно тело и сите портали полудеа по тебе. Ајде повели. Летото беше турбо како и секое лето, нели работно, со многу кратки паузи, да речам, бегство надвор некаде на мал одмор. Ги користиме оние денови кога можеме, значи кога имаме јасините слободни денови од понеделник до петок, нели? И така бевме 2-3 пати до блиското соседство. Многу убаво си поминавме. Тоа е тоа. Да, имаше слики убави објавени. Да. Згодна, презгодна, преубава. Благодарам. Одлично. Семејните прослави веќе помина или уште има семејни прослави? Па тие поголемиот број, значи, помина, остана уште има, нели? И понатаму, но поголем број беа во летото, нели тогаш доаѓаат и многу странци. И така малку понапорно, задоволна сум од се. Исто така и луѓето каде што пеев, значи беа задоволни, барем од тоа го забележав од нивните лица. Се на се супер. Ете, поминаа семејните веселби, уште неколку остануваат, поминаа годишните одмори. За жал. Кратко, меѓутоа сладко, сигурна. Што ќе се случува сега? Дали ќе имаме нешто ново, Тања? Ново, треба да се сними еден видеозапис спот. За која песна? За песната со која што настапив на Цветници. Мојата омилена. Твојата омилена песна, Љубовна прашина. Ќе се снима со една екипа од Битола. Моментално се договараме, првен да бидни спотот, па потоа ќе го има премиерно и потоа ќе кажеме нешто за дечките кои што ќе го снимаат. Лично се познавам со нив повеќе години. Така дојдовме до еден разговор на една свадба, каде што ми понудија да снимиме нешто и мислам дека ќе биде супер. Дали отприлика имаш идеја каков ќе биде спотот, каде ќе се снима? Имам доверба во тие луѓе. Оставив тие да го осмислат, планираат тоа да биде на отворено, нели да фатиме уште малце она добро време да се речи, на отворено во Месечини на Галичица ќе се снима. Но се уште не се знае, нели пред време да не кажуваме, можеби ќе има и промени сигурно на некои од сцените. Бидејќи вие музичарите обично многу порано знаете каде ќе бидете за Нова година и за новогодишните празници, дали и ти знаеш каде ќе бидеш оваа година? Бидејќи јас стварно не знам, меѓутоа не сум музичар. Веќе објавив на мојот профил на Facebook оваа нова година и новогодишните празници ќе ги поминам во Канада. Каде во Канада? Во Торонто ќе биде дочекот, а потоа ќе има уште 4 месечини концерти. Ќе одам заедно со мојата колешка Джесика Палашовска и група Маестрал од Битола. Одлично. Кажи ми... Сите битолчани, повторно. Не можете глава да крените од битолчани, само за битолчани се зборува. Стварно не можам да кренам глава. Дискриминација веќе ме правите. Дискриминација, да. Кажи ми, што се случуваше? Имаш ли некоја фотосесија, јас колку што се сеќавам, така и завршивме со минатата сезона? Се случи таа фотосесија со Томе Табанов. Сликавме во Струмичко, во село Колешино, нели таму има еден преубав водопад и убаво едно место, така ладовина. Го поминавме цел ден скоро таму, имавме повеќе стајлинзи, заменување, нели шминка, фризура, гардероба, сето тоа. Дел од сликите, дел од фотографиите ги објавив на мојот Facebook профил и некои од нив одеа во повеќе портали, нели со одредени приказни позади нив. Имам уште 2-3 стајлинзи. Сега се спремни едни нови фотографии кои што се исклучително така провокативни, меѓутоа со стил многу добро направени. И тоа можеше и да се очекува од мојот долгогодишен соработник Томе Табанов, кој што
беше во Швајцарија, па дојде тука на наше огромно задоволство. Како што кажав минатиот пат, сите колешки така направивме фотосесија ова лето, го искористивме тоа. Го искористивте максимално. Максимално. Едва чекам да ги објавиш тие фотографии и Па ги можам да чувам- замислам ги чувам за што некоја- се може да пишува. Па знаете Можам како да замислам. се пишува се и се што да има читаност, нели тоа, па да има и што да се види. Навикната сум на тие провокативни наслови, иако некогаш тоа нема врска со тој муабет што сме го правеле со новинарот, меѓутоа сите бараат нешто што се продава. Покрај таа, да речам, провокативност која што некогаш ја изјавувам на сликите, ја објавувам, мора да седи пак ќе речам добриот глас и немам никаков страм и страф од тоа што ќе речат другите, затоа што мислам, а во тоа се уверив во последно време, затоа што имам оставено нешто квалитетно, квалитетни песни, нели тука имавме изведба и во живо со група Интермецо. Мислам дека имам позади тие слики доволно добар глас и добри песни за да си дозволам такви фотографии и да не речат луѓето таа сака да пали само преку фотографиите, па пеењето е мање важно, меѓутоа помалку важно, се извинувам. Меѓутоа не е кај мене таков проблемот и јас сум опуштена и за пеење, И за добро ми такви оди и фотографии. за такви фотографии. И понатаму дури додека изгледам убаво ќе сликам такви фотографии без разлика кој што ќе рече. Само моментања за љубоморни да ни бидат гледачите, за оние кои што ги виделе и за оние кои што не ги виделе, да ги покажеме фотографиите од Тања, од најновата сесија. Кажи ми, дали ти пречат насловите од интернет порталите? Најверојатно не, бидејќи постојано и ги објавуваш самата на Facebook. Да. Ги објавувам, некои луѓе, некои познаници ми даваат за критика некогаш. Меѓутоа насловите не секогаш зависат од мене. Јас сакам, пример кажувам што тема да биде муабетот, нели таа цела приказна за фотографиите. Меѓутоа некојаш други наслови ставаат. Јас немам некоја приметба, во главном се фер овие новинарите кои што ги објавуваат тие Текстови, фотографии. Имам соработка долгогодишна со нив. На почетокот имав некој пробува, нели некој да ми стават некој наслов епстен, провокативен, дури и вулгарен. Меѓутоа во почетокот на кариерата новинарството е такво малце грубо и се обидува, нели, само додека не ти ги спознаат квалитетите, не може да те сватат сериозно дека работиш ова работа и дека не си тука само за сооблекување, за сликање, за такви работи. Меѓутоа подоцна со годините видов дека сум како да речам, квалитетна. искрен играч во тоа што го работам. Браво. И дека пред се ми е песната и видео дека тука мора малку посериозно да се настапи и навистина ја ценам и благодарност за сите портали и новинари кои што ме пратат во овие 9 години. Не се малку, а не се ни многу, во споредба со некои други колеги. И се надевам дека соработката ќе остане со сите нив. Кажете ми, дали сметате дека, еве, твоите колишки ставаат намерно провокативни фотографии, провокативно се облакаат, само за да добијат на публика? Да. Настапуваат и со тоа. Некои од нив се добри пејачки, некои воопшто не се добри пејачки. Тоа не се срамам да го кажам и пред кога би присуствувала некоја таква тука. Меѓутоа мене тоа не ме интересира, се го гледам својот пат. Барем тоа што го направиле таа фотосесија да е квалитетна, да има некој стил, да има добра екипа за сето тоа, стајлинг, шминка, фризура, барем да е добро. Тие си го знаат нивниот пат кој им е, со што можат да успеат, па им држам среќа да им запали тоа. Веќе вие имате и промена во фризурата, бојата. Бојата, да. Зашто е тоа така, за малку да смениш? Па мора да се смени, нели, Криси, бев многу долго време бев со плава коса, со руса коса. Па потоа со прамени. полуправа, па полуплава, па потоа кафеава со прамени, па така се менува тоа, нели, набрзо, така косата малце повеќе си оштетив. Дали е тоа Сега потребно во... Потребно е многу. Нели, се професијата? обидуваме да сме, барем секоја наредна сезона, нешто да имаме сменета на нас, фризурата. И само тоа би можело повеќе да се смени. Дај Боже, некој месец така поактивно да се тренира, подобро да изгледаме и тоа е тоа. Изгледаш си поеш убаво, јас тебе 100 Благодарам. пати сум ти го кажала тоа. Благодарам.
После Канада, што ќе се случува? Дали знаеш? После Канада преговарам за една турнеја во Австралија, што како нема да кажеме затоа што сега се одлучува што како ќе биде, дали ќе биде или не. Има многу понуди, некои од нив заради некои приватни причини ги откажував долго време турнеите. Сега ќе направам една-две турнеја, па подоцна ќе видиме. Нешто, некоја нова песна, нови албуми, покрај нели... Покрај Валандовската имам значи разговорот е направен во врска со тие песни. Уште една песна која што во малку помодерен ритам, исто така дело на Дејан Момировски. И така, сакам да направам уште една покрај Валандовската, уште една-две песни. Не сакам да ги брзам изработките на тие песни, затоа што секогаш вадам по една-две песни годишно, но тоа сакам да биде нешто квалитетно. Веќе одамна не снимам по повеќе песни, сакам една-две квалитетни да бидат. И со тоа сакам да се заврши вториот албум на авторски песни. Сум имала многу компилации, еден албум со мои песни, аудио-видео издание на староградски песни, нели неколку слушнавме во оваа емисија. Сега при крај, значи, вториот албум, се надевам дека добро ќе се скоцкаат и тие последните 2-3 песни со кои што ќе се заврши албумот и се надевам дека ќе има и некаква промоција на истиот. Тоа. До кога ќе биде тоа? Дали се знае? Дали... Се надевам дека до кон крајот на годината, почетокот на наредната година, Набрго, значи. тоа ќе биде. Набрго. Набрго. Одлично, јас посакувам да имаш што е можно побргу албум, посакувам да ти се оствари желбата за Австралија. Благодарам. Бидејќи нашите сограѓани кои што живеат таму, Да. навистина се желни веќе за вас. Да, па и подолго време не сум била таму, заради тие истите приватни некои причини. Се надевам дека сум оставила добар впечаток, но најувам дека сега сум подобра во мојата работа. Кога почнав немав и толку искуство во овој свет, во оваа музика. Бев љубител на истата, меѓутоа немав многу работена народна музика. Во текот на овие години се повеќе се дружам со колегите, со професионални лица кои што можат добро да пресудат дали нештото снимено е добро или лошо, што да се направи. Голема поддршка од мојот сопруг и најголемата критика, која што ја послушав, и неговите колеги, се разбира и од моите поранешни соработници со кои што уште соработувам. Значи, нескромно тврдам дека овие години моето пеење и мојот вкус за снимените песни е многу подобар. И јас тврдам тоа. Иако ти секогаш ми викаш, Криси, ти немаш слух. Меѓутоа, веројатно Ако немаш, имам. Криси, слушаш, супер слушаш. Имам, веројатно. Добро, Тања, кажи ми нешто на приватен план. Има ли нешто ново? На приватен план, Сопругот се слуша ли? исто, сопругот си слуша и музика си слуша некогаш. Повеќето време се шалам, ме слуша, тука немаме никакви, да речам, проблеми. Одлично ми оди. Поддршка секаква, јас него и тој мене во работата. Се разбираме во напорен период, па си фалиме еден на друг. Во текот на летото се случува и по 2-3 дена да не се видиме. Кој тоа? Па можеби е убаво во тоа да се случува така месец-два, за потоа да сме поблиски, па да имаме време за зближување, па. Одлично. Дали овој, мислам дека видов исто една фотографија, ова лето успеа да излезеш неколку пати со твоите другарки. Дали сум во право? Да, секој одење, значи одам во Битола многу често и во Охрид имам мои пријателки кои што ги поздравувам сите. Многу сум љубител да излезам, значи, денски на кафе со пријателките, со другарките, да речам. Да испијам едно кафе, додека за навечер немам некоја желба да излегувам по кафичи или по диска, по такви работи. Евентуално во некој ресторанче со типка музика, со добро јадење, без пиење алкохол, пошто сум антиалкохоличар. Истото го правам и кога ќе одам во Битола, уште пред да тргнем од претходниот ден се јавувам, ајде утре кој е слободен. Така секогаш ги собирам да се видиме. Секогаш на убавиот широксокат. Значи најде време за тоа. Нормално. Тања, сега пред некое време беше во Швајцарија, така ли е? Да, бев во И како беше? Швајцарија, одлично си помина. Се Прифатена со од нашинците, публиката. прифатена од публиката. Таму настапувам
втор пат во Швајцарија, повеќе настапувам во Шведска. Одлично си поминав, одлична поврзаност со луѓето кои што се таму. Таму преобладуваат во тоа место посебно струмичани. Голем поздрав до сите, голем поздрав до организацијата и благодарам на гостопримството. Поздрав и од мене. Сигурно гледаат Фолка Страда, јас сум се надевам. тоа. Кажи ми кога повторно не доаѓаш во Скопје? Повторно во Скопје. Па не знам, Криси, кога ти сакаш да ме видиш? Ете да испиеме едно кафе ние, да се видиме, да не бидат уклучени камерите и да те носам на едно место. И да ме подкупиш? Да носам Со на едно нешто? место. Да. Ова е ваучер од Beauty S салон. Тоа е еден нов салон кој што се отвори во Кисела вода. Навистина се прекрасна газдарица, прекрасни вработени внатре, кои што навистина кога ќе влезеш таму се чувствуваш како дома. Благодарам. Се е преубаво и преопуштено. Повели третман за лице. Благодарам. И јас ќе дојдам со тебе и заедно ќе дојдеме. Супер. Благодарам. Благодарам Тања уште една што беше дел од Фолка Страда. Минатиот пат кога Тања ни гостуваше, мислам дека тоа беше и првиот пат во Фолка Страда. Ние и направивме изненадување, односно се појави нејзиниот сопруг, Митко. Меѓутоа, овој пат ќе продолжиме со разговор со нејзиниот девер. Едноставно, Тања не може да избега од својата фамилија, но претходно малку да разбиеме, да не биде само фамилијата на Тања. Ќе продолжиме со две песни од Балкан Бенд. Останете со нас. Kaj što dušava mirna će mi je. Vreme pomina, spomen ostana, narodna kuća tatkova da se sećava. A nikoj ne meni prašuva, kolku boli dušava, daleko od Makedonija. Tuđino prokleta, će ti vratam se, vrati mi go vreme to, pomina to vo tebe. Ej, sudbino moja, nikoj ne znaje kolku boli dušava, daleku od rodna zemlja Makedonija. Детски денови, минати со малку пари, ама највредени. Сега имам се, живот најсреќен, само земјо ти ми фалиш да е совршен. А никој не ме ни прашува колку боли душава, далеку од Македонија. Tuđino prokleta, će ti vratam se, vrati mi go vreme to, pomina to vo tebe. Ej, sudbino moja, niko
priznavam, pogrešim, mnogo te povredim. Сега znam, shvativ sam kogo go izgubi. Kazna, sobava prazna, kaj mene niko i ne dođa. Kazna, dušava prazna, prosti mi pogrešim, znam, priznavam. Varam zvor, jedan zvor, nekako izgovor, Bože daj mi da popravam se. Ljubovni stranici, strušeni granici, mila seće, zaboram se za tebe. Ljubov ta prostuva, no ne zaborava. Sreća ta i taga ta, sam si ja izbiraš. Kazna, sobava prazna, kaj mene niko i ne dođa. Dušava prazna, nevernik prokletcom, znam, priznavam. Varam zvor, jedan zvor, nekako izgovor, Bože daj mi da popravam se. Ljubovni stranici, strušeni granici, mila seće, zaboram se za tebe. Varam zvor, jedan zvor, nekako izgovor, Bože daj mi da popravam se. Ljubovni stranici, strušeni granici, mila seće, zaboram se za tebe. Драги мои, тоа беа Балкан Бенд, меѓутоа ние ќе ги запознаеме нив следната емисија на Фолк Естрада, а сега продолжуваме со фамилијата на Тања, а тоа е деверот Игор кој што започнува веќе да гради своја кариера. Повели Игор, добре дојде во Фолк Естрада. Ние ќе се запознаеме поубаво после двете песни, дали може така? Уживајте, драги мои, во неговите песни и во Фолк Естрада. Dežane, evo jedna godina, celi noći mir jas nemam, ne možam da zaspijam. Umot mi goze dežane i na drugo ne mislim, celo društvo mi se smeje, mislat ja se šeguvam. Što te bide, neka bide, si go baram čareto, daj mi Bože malku kısmet, da go zema
zemam žaneto. Što te bide neka bide, si go baram čareto. Daj mi Bože malku kısmet, da go zemam žaneto. Kaj ti je žane moja, tvoja ta ličotija, koga šetaš srećo moja, sveti cela čaršija. A ja smerak žane moja, ceni od sum ćeflija, i za tebe srećo moja, žive amko bekrija. To te bide neka bide, si go baram čareto. Daj mi Bože malku kısmet, da go zemam žaneto. Što te bide neka bide, si go baram čareto. Daj mi Bože malku kısmet, da go zemam žaneto. Te bide neka bide, si go baram čareto. Daj mi Bože malku kısmet, da go zemam žaneto. Što te bide neka bide, si go baram čareto. Daj mi Bože malku kısmet, da go zemam žaneto. Žena mila mamo, pravo će ti kažam. Če se žena mila mamo, pravo će ti kažam. Dosta vreme mila mamo, devojki što lažam. Dosta već je mila mamo, devojki što lažam. Srce mi izgore, samo ona mila mamo, srce mi izgore. Oženi se miri sine, sretno neka bidi. Oženi se mili sine, sretno neka bidi. Tvoja stara majka sine, od mena da vidi. Tvoja stara majka sine, od mena da vidi.
Бежановски, јас те најави веќе како девар на Тања, односно како брат на Митко. Дали тоа ти пречи дека те најавив така, а не те најавив само како Игор? Не ми пречи воопшто тоа, благодарам на прекрасната најава, точно, девер на Тања, брат на Митко. Колку тоа ти помага во твојата кариера, бидејќи си релативно тазен обастина? Колку ми помага. Можам да кажам дека имам голема поддршка, посебно од брат ми, исто и од Тања, нема збор. Помага како не, привилегија е да видиш од музичка фамилија, од таква музичка фамилија, во која има музичари професионалци кои професионално си работат својата работа. Одлично. Бидејќи, како што веќе напоменав, релативно си доста млад и си таза на оваа сцена. Ќе може ли убаво да ни се представиш? Кој си, што имаш завршено, буквално си да кажеш за себе? Баш како што кажат, Игор Бежановски. Доаѓам од Охрид, иначе со струшко потекло, со струшки корени, од струшкиот крај. Како што кажав, музичка фамилија. Брат ми, татко ми, дедо, прадедо, стари свирачи. Точно како што кажа, јам учено основно музичко, средно музичко тука во Скопје, исто така музичка академија тука во Скопје. Свирам виолина, за некој свири виолина, за некој тој си виолината, за некој тој пеачот. И така. Бидејќи вака изгледаш младите си, зошто баш македонска народна песна? Бидејќи сега се повеќе младите пејачи се насочуваат кон поп, рок песна. Така. Баш како што кажа, малку можда е тоа специфично за овој период, али моето мото сепак е, јас потекнувам од тука, од Македонија, доаѓам, како што кажавме, од Охрид. Јас сум растен, јас сум задоен со таа наша македонска, со таа наша охридска песна. Сум растел во фамилија каде што се слуша, почитува, негува македонска музика. Значи, од кога знам за мене, песната македонска е тука меѓу нас, меѓу нашата фамилија, меѓу сите. Сите сме растеле со таа наша песна, И токму затоа решивте да се занимавате професионално со македонската народна песна. Да, често пати ми е поставено прашањето зошто толку млад човека се занимава со македонска музика. Епа, јас вака викам, ако ние младите уште не ја почитуваме и негуваме таа наша македонска песна, онда што ќе остане од ова наше македонско? Значи, ние сме... Јас така се пронаоѓам, јас сум сватил дека тука можам да се пронајдам и така функционирам и се надевам дека ќе функционирам. И ќе функционирам со македонска песна, со добра македонска песна. Одлично. Дали мислиш, Ива, твојата генерација, мојата генерација ја почитува македонската песна? Има добар дел од нашите генерации што ја почитуваат. Нормално секој си одлучува за себе, за својот стил, за својот пат, посебно во нашата бранша, во нашата струка. Секој одлучува за својот пат, али има, верувајте дека има за ова наша македонска има доста публика. А кажи ми, кога прв пат стапна на сцената? Па вака, како што кажав, од мали нозе се занимавам со музика. Професионално, прв мој настап на фестивал е Валандово 2010-та, така мислам. Таму настапив со песната Дојди ми во Бела руба, исто таа една македонска песна во некој чалгиски македонски стил. Тоа беше мојата прва песна, па следува доста други настапи. Охрид фест, Прилеп фест, Лешок, каде што горе-долу сите песни сум гледал, сум се трудел заедно со луѓето со кои што работам да видат баш во оној македонски
македонски вистински стил, во македонски вистински дух, што викам. Дали се закитил можеби со некоја награда на фестивалите? Да, имам награди на фестивалите. Наградена песна ми е Сите приказни се раскажани на Охридфест. Виолината ми е Судбината на Приливфест како најдобар дебитант. Тоа беше баш во стартот. Тоа беше следната година, чинам 2011, мислам беше тоа. Другите беа ревиални, па доста позитивни критики од колеги, од публика, од народ. Сме примале секакви критики, али фала на Господ повеќе да се позитивни. Многумина од вас пеачите ќе кажат, мене не ми треба награда, најважно ми е да ми ја прифатат песната, односно публиката да засека песната. Дали ти имаш таква размислување? Па, првично, секој кој реално би размислил, мислам дека наградата не е баш битна. Меѓутоа е убава да имаш. Убаво е да имаш, нормално. Секој сака, мислам, колку и да каже дека не сака да земе награда, мислам дека секој кога учествува на некој фестивал од надпреварувачки карактер, мислам дека секој оди да освои некоја награда или да биде во највпечатливите, како и сите што одат таму. Не е тоа пресудно, не викам дека е пресудно, битно е песната да заживее, да биде слушана, да ја сака народ. Тоа е најбитно. Дали е важно младите пејачи да се појавуваат на фестивали? Па важно е, како не. Важно е. Мислам дека и тоа е, ајде да ја наречеме некоја одскочна даска, ако може така да се каже. Ипак, треба публиката некаде да не види, треба да го види нашиот квалитет. Тоа е, ние викаме, треба да излеземе на Мегдан па да видиме кои сме, што сме, колку можеме, до кај можеме. И за сите различно. Игор, кажи ми, колку песни до сега имаш снимано? Мислам дека 11 или 12 песни. Тоа е веќе цел албум. Па да, можеме и со тоа да се пофалиме, значи албумот е при крај. Заедно со нашите луѓе планираме да прибереме, што викаме ние, уште некоја песна, па сето тоа да го заокружиме, да го официализираме. Па се надевам дека ќе направиме тука кај вас една промоција на тој албум. Мојата замисла е да биде тоа со оркестар во живо и околу тоа сме во некои преговори, па отом потом и за тоа. Ќе биде и тоа се зависи од тебе, бидејќи ти си тој што треба да седне и да го сето тоа да го заокружи, убаво да го исфилува. Така. Кажи ми, јас колку што знам, ти од Охрид ќе се селиш во Скопје, дали сум во право? Да, така е, во право си има нешто такво. Значи, првично, имаме некои понуди од повеќе места, од повеќе локали за настапи тука низ Скопје. Па и тоа е во преговори, па отом потом, али сигурно дека овој период сега Набрзо, значи ни доаѓаш во Скопје. ќе бидам тука во Скопје, па се таму здравје до кај мај, јуни, па здравје Боже, како ќе биде, така ќе биде. Дали целите и вие да водите некаде надвор, на турнеја, да... Па, нормално е тоа, значи, секој Дали никогаш цели. си бил некаде? Да, сме биле до сега. Низ Европа, повеќето настапи ни се тука низ Европа. Имаме доста понуди и за низ Европа, имаме и за надвор, Австралија, Америка, али сето тоа е во некои преговори. Па им ветувам и на луѓето од таму и на публиката од таму, дека здравје Боже и тоа ќе се случи набрзо. Дали сега се спрема некоја нова песна, односно да биде нешто како црешничка на сето она што го имаш до сега направено? Да, има нова песна. Има во најава уште неколку други песни. Со моите соработници баш на таа тема претходно разговаравме, како позната
или најпозната моја песна е Виолината ми е судбината, па сега работиме на случајот што викаме да што после неја. Работиме на таа тема, има нешто ново, ќе слушне публиката. Ќе слушна публиката, како што и кажавте, Виолината е моја судбина. Виолината ми е судбината. Виолината ми е судбината, тоа е оној хит кој што и веќе и публиката те препознава. Така. Ние таа песна ја оставаме за крај, односно токму за сега. Меѓутоа, претходно, сакам да ти доделам еден ваучер, бидејќи ќе се селиш од Охрид во Скопје и сигурно ќе те боли грбот, да се релаксираш, дојдеш на масажа во Beauty S салон. Навистина ќе те дочекаат едни две прекрасни лица кои што навистина ќе те опуштат и ќе ти биде убаво кога ќе бидеш таму и ќе ти биде убаво што си се вселил во Скопје. Благодарам уште еднаш што беше дел од Фолк Естрада. Ние завршуваме со Виолината ми е судбината. Благодарам и на вас на поканата. Ви благодарам на убавиот пречек. Па ви ветувам дека ќе имаме понатаму уште подобра успешна соработка. Ќе имаме нормално убави песни ќе чекам од вас, нов албум, многу работа и Така е. Баш за тоа, баш заради тоа сме тука, за да направиме добри песни. Вложуваме труд и се надаваме на најголем успех. Вие, драги гледачи, останете на Сител Тројка, слушнете и последната песна од Игор и се гледаме повторно во сабота попладне. Вас сакам многу, довидување. Oj, devojko,
grmi surla reči baš kako da zemlja gori. Stara majka horovodi, veselo je se do zori. Stara majka horovodi, veselo je se do zori. Najgolema svadba prava, neka čuje si odsvet. Nevesta će zema majko, lična kako majski cvet. Najgolema svadba prava, neka čuje si odsvet. Nevesta će zema majko, lična kako majski cvet. Trista svatoj, tuka došle, so radost se jade pije. Eve majko, dojde denor, da sme srećni sitenije. Eve majko, dojde denor, da sme srećni sitenije. Najgolema svadba prava, neka čuje si odsvet. Nevesta će zema majko, lična kako majski cvet. Najgolema svadba prava, neka čuje si odsvet. Nevesta će zema majko, lična kako majski cvet. Najgolema svadba prava, neka čuje si odsvet. Nevesta će zema majko, lična kako majski cvet. Najgolema svadba prava, neka čuje si odsvet. Nevesta će zema majko, lična kako majski cvet. Ej, kolku gradoj šeta, ne se našeta. Ej, što bajni gleda, ne se nagleda, a pesnata go dušava.
развесели